Здраво, другари, здраво, другарки. Денеска ќе збориме за бајање многу вести и какви манипулации се дешаваат низ маркетот. Значи, ја мислам дека се утепав од зборење за манипулации на самиот маркет. Гледате, како што може да видиме, цените на криптото, тука негде и никакво придвижување, ни, да кажем, многу надоле, ни многу нагоре, значи цени, според мене, катастрофа цени. Немам зборови, гледате ова, 64.000, 65 ќе да ќе падне 62, ќе го чекале луѓе на 40, ќе го чекале луѓе на 30 или биткоин, на 5000 ќе паѓал биткоинот, мислам. Лудост, не знам што да кажам. Едино најголема заработка има, значи, очигледно дека е Tether и USDC, тоа е Circle компанија на овие, како се вика, на BlackRock. Гледате, они си заработуваат, си стават кешчето. Тоа е тоа. Гледате, Zcash му најдоа бак еден и Zcash пак се зголемил. Гледате, во последните 7 дена се зголемил 16%. Одлично, одлично. Значи не е битно дали они ќе најдат баг, дали се минтале нови коини, дали имало толку коини, па не се знае, па не знам што. Тоа не е битно. Значи битно е дека ние Zcash ќе го пумпаме нагоре. А секое друго крипто, гледате, стагнира. Значи стагнација тотална. Тотална стагнација. Ова е едино, ова не знам што е ова DEX, што е ова DEX. 100% испаднал. Некој нов коин и сега тој новиот ќе го пумпаме ние. Катастрофа. Uniswap знам дека имаше некои позитивни вести заради тоа расте. Што да кажам, тотална манипулација. Ако отидеме видиме вести, гледайте. US insists Strait of Hormuz is open as it exchanges strikes with Iran. Значи тоа е тоа. Ние ќе се бомбардираме, ама Strait of Hormuz отворен. Нема проблем. Значи бродови може да минат, сега може некоја бомба да падне, ама сега што е битно тоа. Значи, катастрофа, значи геополитика ужасна. Нели овој кажа како се каже Трамповски, готово ја прекинувам со нив, они се вакви, такви, не знам онакви, и сега човекот, значи, нели ќе се уште ќе се напаѓаат со Иран. Катастрофа. Еве, гледате, едно од минате се правил, гледате, Катар, него нападнале, добре, добре. Еве, не знам кои се овие IRGC, Published Tour Strait of Hormuz. Одлично, значи имаме по кои рути смеат да се минат. Што да кажам. На јуни тука, the Strait of Hormuz is reopening, but global shipping won't return to normal. Па нормално затоа што кој ќе пратите вие нафта, не знам таму до каде, на некоја земја, да кажеме, таа пристига после 6 месеци. После 6 месеци, ако се отвори Strait of Hormuz, како што треба, ако све е нормално, значи после 6 месеци дури во нормална ќе почне да се враќаме. Што не може преку 1 ден, 2 дена, 5 дена. Не знам што да се вратиш во нормално, тоа во никој случај. Еве и ова исто, nearly half of Fed policy makers see 2026 rate hikes in the cards. Rate hikes, човече, ти замисли. Rate hikes. Да имаш. Па нели ќе идеме у bull market, нели економија ќе се зголема, rate hikes ќе разгледуваме ние и да плашат народот, ајде, ќе паѓа криптото, не знам што. Еве, ја очекувам rate cuts дека ќе има. Или може да нема. Ама дека ќе се зголеми, дека ќе има rate hike, ќе се зголеми референтната каматна стапка, тоа во никој случај не го очекувам. Значи тоа ако го направат, манипулации невидени. Што ние ќе стоиме, како се вика, економијата нема да се развива 20 години, како да не, нема да се развива. Ама ајде, ова само за плашење народ. Да, Израел, Hezbollah agree, ова исто. Ceasefire Израел со Hezbollah, чекај сега ќе направиме, па пак ќе нападнеме, па Натењаху не знам што мислел, и сегде замешано политика. Дори еве сега нешто поиш исто гледам фудбал, и дека јас сум теорија на заговор, одма гледам, значи местени утакмици.
И зашто и тука се мести, се прави, па пари се менјат, па не знам што, па драма, па нервоза. Ми е многу криво за Португалија. И нормално што не го играат, не го сакат човекот. Еве ако гледаме така, со Израел кој е, значи Меси. Можете го видите со тоа капчето кој иде и кој се поклонува. Значи сите на Израел што ќе му се поклонат, све ќе им биде даен. Катастрофа. И еве, сега Израел немал да напаѓа, па пак ќе напаѓал, па не знам што, па Трамчо сега постојано нели кажа, он имал 1000 ракети спремни, ако го тепале, па тие ракети у Иран ги иделе, абе боже ме сачувај. Па може некоја друга будала ќе го тепаш во Иран ли ќе ги напаѓаш. Немам што да кажам, значи он е старо дртало, значи станал дртало, ама ептен. Ова исто која беше од 1 јули, нели што стапи ова Мика, готово леле, нема Binance да функционира, македонци ваделе. Еве ја ќе ви кажам дека мене пола портфолио ми се наоѓа на Binance. На Binance, затоа што тестирам моментално некои работи, па го носам по волети, по молети. Ама поло портфолио ми стои на Binance. И сега, вакво Binance ќе прекинеле да постојат, не знам што ќе пропаднеле, не знам. Какво пропаѓање? Не го добиле, Мика лиценцата не ја земале за нормално да се шири BlackRock тука во Европа. И ги заболе Binance, па да отвориме, еве, Европа не функционира нигде, така? Еве да отвориме на спот, кој највише треда, значи 3,7 милиарди. Значи имало волјум. И сега шо правиме? Ама не знаеш, нема да функционира. Кој ќе земат и они таа лиценца, ама мора драма, мора да има пат, па после да се пумпа, па не знам што, па оние што се кладат тие, како се викаат, коцкарите, па нив малце да ги соберат. Мислам, нормална е таа работа, се не забавајте. Ова негативни вести ви кажам, значи ви ги објаснам негативни вести, значи ова е катастрофа, не знам што да кажам. Грција не им даде. На Грција вакво Binance ке плателе, им кажале таму од Европа, за Binance нема, мора тука BlackRock да се шири, ама бидно има за USDC да може да функционира во Европа. А што ќе се дешава со USDC? Ќе купуваат амерички државни обврзници, одлично. Катастрофа, немам што да кажам. Многу битно ми е што не сме у Европа, па и на нас не ни го забранија Binance, затоа што за мене Binance е најдобро. И замисли ми каже, не може сега да го користиш Binance, и што ја користам? Боже ме сачувај. Че најдобрата берза да ти ја забранува Европа, ама знаеме, Европа се тотално некоја лева политика, тие се наоѓаат, не е на планета Земја Европа, они се на Плутон, на Сатурн таму, на тоа сателитот таму, на Сатурн. Катастрофа. Ова исто bypassing tangent card security with a laser attack. Го читав ова. Сега морало да има физички, да имал картицата, па можеле извадат, па тоа требало да е еквипен, не знам каков, не знам ова, не знам она. И поентата на ова ми е, зашто ја кажам дека волетите не се сигурни. Еве еден тангем што ќе кажат, значи нема, не знам што, па со картице, па не знам, во милион работи ќе објаснуваат. Еве, и за него постои хак. И не е само овој хак. Ја како cyber security ви кажам дека 5 хака може да му се направат на тангем картица. И затоа кажувам дека тие што се неписмени, што не знаат, например, што не знаат cyber security и не знаат се заштитат и не знаат како што да прават и како да прават, да не користат волети. Сега вие ако сакате да користите волети, после нека ве крадат, нека ве прават, што да ви кажам се. Тоа е. Битно и тангем, еве ви доказ дека и тангем не е 100% сигурен. И тоа ми е многу битно, значи како информација. И еве го Zcash, нели ви кажа дека Zcash сега го пумпаат тони, пак цената кузне колку ќе оди таму. Гледате, schedules Ironwood upgrade for July 28 to fix security bug and verify counterfeit ZK risk. Жити мајка. И уште они ќе провериле ако имало fake коини, гледате, helping detect any fake coins if the bug was exploited. Значи, замислете, ако некој го експлоатирал багот, извадил лажни
за кеш, они ќе ги откријат и сега они не знам како после ќе прават, може и ќе стопираат мрежата, затоа што не верувам дека е многу децентрализиран за кеш. И ќе направат они, значи ќе се вратат на старо и више никој нема може да експлоатира за кеш. За мене за кеш не е добра технологија, плюс тоа замислете сега ја да украдам, не знам сега на Kingston дисковите, ја да извадам исто Kingston, ама ги крстиме не знам, за Kingston и да кажам, но слушај, ние имаме privacy, ама сум украл све од Kingston. Катастрофа. Значи, ова е крадена мрежа и гледате манипулираат со таа мрежа. Гледате како им направија. Сега гледам дека е порасната цената и излезе оној како сега што тој црниот не ви текнуе, не знам, некоја берза имаше таму и он излезе, слушај, ја продавам за кеш, не знам што тоа више со овој баг што се деша, бам, го спуштија и сега пак го креваат, он 100% си има купен и ќе го каже после месец ден. Тој црнецот најголем манипулатор испадна, не ви текнува само како се викаше. Ова исто, сега како они ќе манипулираат со целата економија, нема да има дот план. Дот план значи да се види во наредните 3 месеци, 6 месеци, година дена, се види они како ги очекуваат оние rate hikes или rate cuts. И сега новиот овој Кевин Ворш кажа, нема да имаме дот план, што значи тоа? Повеќе ќе ја манипулираме берзата и повеќе ќе иде надолу нагоре. Одлично, фала и многу, така нека продолжат. Одлична политика терат. Еве ги што ова беше. Will new US Fed Chair Kevin Warsh raise interest rates this year. Значи, они сега рачунаат, слушај, он сега ќе зголемува, не знам што ќе прави. Што е ова? Добро, еве, the Kevin Warsh shared the Federal Reserve began Wednesday на 16 јуни, не знам што таму. И сега дали ќе имало rate hikes и човекот која збореше бил она што го кажуваат hawkish, не знам што. И сега он можело ќе зголема rate hikes. Немам што да кажам, значи ќе зголемуваме економијата, ќе ќе унапредуваме и ќе се вработуваат луѓе и кредити ќе се земаат, ама не ќе зголемиме референтна каматна ставка. Да работаме и ова народов, да ви кажам, и они ќе чујат све и свашта, затоа и не може пари да направат. Па тоа е тоа. Чекај да отворам повише. Табови, имаме бајаги денеска вести, значи ова се собирани вести минимум 3 недели. Еве, гледате и ова, STRC требало да биде $100, не знам што, сега се на lowest level ever, па ќе се зголеми биткоин, па продавале они биткоин, па не гледате продаваат таму за колку беше, за 3 милиони продале, па немало да продаваат, па не знам што ќе правеле, па било испод 85, па сега ќе се качувало, па можело да падне. Значи, ова е направено за манипулација, очигледно. STRC и се купува со оние JP Morgan. Зимате вие како кредит, давате, не знам, 30%, мислам дека сега е 50%, давате од вашите пари, сега да купите за $10,000, $10,000 ви дава JP Morgan и после JP Morgan може да каже, слушај, ние сега менјаме инвестицијата, може само 10% ви даваме, 40% вратите, па они ќе продаваат после за да вратат парите, па не знам што. Ние овој annual дивиденд дава од 11,5, мислам дека сега моментално и 12%, и ја дава на 2 недели. Значи следно зголеми на секојдневно да дава дивиденда. Значи малце му се руши целиот концепт му се срушува, ама знаете, тој е човек на Wall Street, така да секако концептот ако они сакаат ќе му успеа, претпоставам дека е да успее самиот концепт. Идеме понатака. Ево, баш гледам нешто Strait of Hormuz, vessel трафик, гледате Marine vessel трафик, гледате тука трафикот како мине, не знам што има. Че гледате има бродови, не е дека нема. Position receive, не знам што. Има бродови, можда не толку. Гледате, значи тука еден тон бродови. Тука нешто сум гледал, не знам што сум испитал како да е. Само видам што е ова, US disputes Iranian claims to the Hong closed again just days before talks in Switzerland. Значи гледате, они тука се заебава, значи кој идеше Македон надоле нагоре, значи
чекај, нема да преговараме у Швајцарија, ќе преговараме, не знам што ќе правиме, значи милион работи они прават. И тоа ми беше поентата, дека они уствари самите non-stop манипулираат. Ова беше US-11, Serbians claim to have closed Strait of Hormuz, значи овие викаат, слушај, затвараме Strait of Hormuz, а Америка вика, слушај, ние не е затвора Strait of Hormuz, може да патува. Значи ако не си таму, не знаеш што се деша на маркет. И ради тоа што не се знае што се деша, се прават такви огромни манипулации. Идемо дале. Ова е некаква вест, значи ова што го видов, Индија вика Central Bank Beck's crypto ban tax department was of evasion risk documents show. Што сега, они ќе го забрануваат криптото. Значи, манипулација, пак се гледа. Ќе забранува крипто, значи едно време беше забрането, па ќе го дозволуваме, па такса ќе ставаме 20-30%, па сега пак ќе го забраниме, па не знам што ќе правиме. Немам што да кажам. Гледате, тука пише India has allowed cryptocurrencies to exist in gray zone since Акордо in 2018 struck down by Reserve Bank of India. Добро. И еве сега они ќе го забранувале криптото, одлично. И 100% нема биде таков начин да не може никој да користи, тука нема може да купува со него, да ти биде као legal tender, па не знам што, па не можеш да пазаруваш, тука ќе можеш да го имаш и пак данок ќе ти зимаат. Колка е нас у Македонија? Значи во сива зона е, ама данок ќе си платиш. Не е битно што нема закон. Сива зона, ама данок, так 10% мора да земе државата. 100% и во Индија ќе биде така. 100%. Значи ние сме тука негде во близина со Индија според развитокот наш на државата во како Индија, тука негде, така да претпоставувам дека така ќе биде. Ајде гледате ова исто. Исто и јако, која беше само ова да видам. Јули 7 2026. Trump says ceasefire over after US Iran trade attacks, but that talks can continue. Значи, ние ќе се договараме, ама ќе се бомбардираме. Што да кажам? Се договараш, не се бомбардираш. Ако се бомбардираш. Се надам дека пола Америка ќе бомбардира, затоа што ја не ги сакам. Иако целата економија зависи од нив. Ич не ги сакам. Катастрофа. Манипулација до манипулација. Ова беше исто јако. Vitalik Buterin says Ethereum's next rebuild will travel the March and take 3 to 4 years. Одлично. 10 години нека фати. 10 години. Еве гледате, он исто сакал да смали физ. Ако сте му го гледали видеото за Ethereum, значи Ethereum моментално е во нагорна линија на создавање на нов Ethereum. Значи он има, нели направена се гори, ама ги намалуваат оние провизиите за користење на мрежата и со тоа уствари си го зголемуваат саплајот. Катастрофа. И quantum safety has shifted up a lot in priority. Жити мајка, сега они приоритетот за квантум ќе го зголемуваат. Значи сега све на квантум, значи ќе не исхакираат готово крај. Како не бе, ќе ви исхакираат. Прво тоа, кога се вади некоја таква технологија, прво има заштита, 10 години понапред се прави заштитата, се тестира, се прави, па некој ќе се изведе, на све ќе има заштита. Што да кажам, значи тоа е создадено само за манипулација, не биде. Тоа најако беше која бев на една обука 2010-та, мислам дека така нешто беше, 2010-та. Да, и кога извадија дека вие користеле Microsoft сервер 2016 или 2020 година. Замисли, они си тестираат, више тој работи, ама на нас не даваат у 2010-та вие најнов, а не 2020. Све е напад направено. Тоа е апсолутно. Некој ги каже, ама не слушај технологија, добро бе. Може ми каже, ја не се разбирам технологија. Па ја кога се разбирам технологија, ја не верувам у Македонија да ги има некој таков. Амај. Еве, replacing Ethereum's engine, не знам што, ќе покажам уште една вест што направија со Ethereum, само да дојде во вестиве. Мислам дека ќе ја најдам, мислам дека ја знам кај ја ставив. Еве ова. Native UTXOs on Ethereum. Знаете што значи ова?
да се придвижат кон Cardano мрежата. Кон Cardano. Добро. Тоа значи scalability, не знам што она ќе прави. Па нели бе толку ве биваш? Ја што кажам, дека Ethereum е смрт мрежа. Само што си одбра Wall Street за real world assets да се стават на блокчейн. Си одбра за банки. Значи, за све си го одбра Ethereum. И се они, затоа што не ги бива очигледно, што прават ќе употребим UTXO. Па значи тогаш Cardano ве победил ако вие тоа го правите. Еве. Гледате. UTXO ќе прави. Катастрофа. Ја го читав ова, да не го објаснувам, ама се движат кон Cardano, а не се движат самите да направат некоја технологија. Тоа е ужасно. Се вратам кај бев само да видам. Добро, Индија, Трамп, Италија. Добро, еве сме. ова 216 милиони, мортов биткоин, стратеги продава, готово ќе паѓа биткоинот. И баш во тој момент пуштив да следам берзата, биткоинот одеше нагоре, а не одеше надоле. Што значи manipulation. Одлично Wall Street направено, топ. Момци, така продолжете и ги соберете сите коцкари што постојат на планетата. Тоа е што ја кажем. И еве денеска нешто збореше, утре ќе купувал. Тоест више не се знае со него дали ќе купува, дали ќе прода. Битно он објавува, дали ќе прода, дали ќе купува, тоа ќе видим. Еве, Uber burn to Center 2026 е budget in 4 months. Ева што само го кажем исто со AI-то. Луѓето мислат дека слушај со AI готово, леле, чекај, ќе земеме ние AI ќе работи за нас. Не. AI ќе работи за големите фирми, не за вас. За вас ќе биде ултра скапо. Гледате еден Uber што за 4 месеца цел буџет го истрошиле. Замислете на вас. Вие да му дадете на AI све да прави за вас на компјутер, на не знам што, ново, но на све да ви објаснува. Значи трошите кредитите и се гледаме. Папа. Чао, пријатно. Значи особено за комплексни работи. Што значи дека на вас ќе биде скапо, ама со AI ќе ве сменат вас да не им требате, па AI ќе се употребуваат за многу работи. И ако навлезам во теорија што би се дешавало понатаму, имам 2 видеа што ќе се дешава понатаму, е страшна работа. Само што луѓе си мислат, слушај, не бе, вика тоа AI нема да ја смени. Не ќе ве смени, а на вас ќе биде скапо да го користите и ќе се го користат само големи фирми, што ќе ја сменат вас. Така да. Многу зеба. Многу зеба. Ајде да отвориме други вести. Нека се ладира, гледате, кузне колку табови имам отворено више едно. Само вамо може да ги имам отворено едно 100 таба, а на други прозори да не ви покажам што имам испоотворено, што е катастрофа. Russia to launch digital ruble this September. Значи во септември дигитална рублја. Одлично. И после мисли дека ќе нема контрола во цел свет. Буквално во цел свет ќе има контрола. Буквално. И после не купуваме крипто. Не дека со крипто нема да изманипулират, ама барем нема, може една држава ми каже, тука нема да ти дозволам да трошиш пари, не знам каде, ако ти се во дигитални денари. Во крипто ќе трошам кај сакам. И можам да излезам кај сакам, дури ни телефонот не ми треба за излезам. И да си ги земам парите назад, ако знаете како. Ама тоа е тоа, гледате. Ме разочара и Русија, ама гледате и нашата држава исто, дигитален денар, Македонија, чекајте, они први да биле на Балканот. Да му се допаднете на вашите стратешки партнери. Америка да им се допаднете, со кој немате закон за да ночите дупло. Катастрофа. Стратешкиот партнер Америка и ние исто. Гледате и Русија си отера исто и тоа е тоа. Еве децентрализираната мрежа, нели, Трон, на овој како се викаше тој што купи тоа со бананата.
па нели извади бананата, па ја јаде, ја не знам колку ја зема таму милиони, 20-30 милиони. Врска немам колку ја зема тоа со бананата, може и поише беше. Само за да се фали. И гледате, сега Tether freezes USDT 137 Torrent wallets after offer sanctions update, не е бит. Гледате, они си забрануваат и прават си ова сона, затоа што мрежата не е децентрализирана. Да е децентрализирана не може да се опреш. Мислам, има други начини. Значи, нормално тоа се објавува, се прави, па после не може да ги троши, па не знам што. И на крај ќе врати пари. Има други начини, во овие или ќе санкционираме, нема вакво, не знам што да се прави. Еве гледате 134 crypto addresses, including Monero addresses. Катастрофа. Гледате, this freeze is a reminder that major stablecoins are not neutral barrier assets in the same way as the native coins like Bitcoin. Тоа е тоа. Tether, USDC, JET, не знам кој таму, USDM, на Трамп, она како се викаше тоа, USD-то, не ми ни тек така, како се викаше тоа, неговото USD сега што го изведи, па правеа сито договор со Трамп, леле, чека, направиме да можеме го издаваме, поише се користи неговото. Катастрофа. Ево исто, Trump accounts give the next generation a jump start on saving. Значи, човекот си има некој план, си направил Trump accounts и државата ќе дала пари, па ќе уложувала, па не знам што, за колку години, колку пари ќе имале децата уствари, и родителите ќе може да уплаќаат во тоа, и 100%, нели, државата нормално ќе си земе процент, и не знам дали Трампчо ќе земе, може и Трампчо личен процент ќе земе од ова. Али битно државата ќе уложува за децата. Нели, ќе им даде начин и форма како да уложуваат, така и нас да уложува, значи гледате Trump accounts, не знам што, они во S&P мислам дека и имаше нешто дека ќе можело и биткоин да има во овие Trump accounts, не е ни битно. А нашата држава, Македонија, и они уложувале, не знам што правеле, ама поише делеле награди. Боле дај ги на мене парите, ја ги си уложувам на старост. Знаеш колку пари ги имам, еден том пари ги имам. Катастрофа. Барем оваа држава нешто прави, гледате, нешто прави, сега можда не е добро, не е толку добро, ама Македонија ништо не прави. Македонија иде назад учекори. Се враќаме на назад. Тука имаше како функционира, не знам што ќе било, како ќе било, ако имате време, читајте. Ево исто ова. Apple hikes some prices by nearly 20%, while Xbox raises console cost. Значи сите трошоци растат, прават, не знам што. И Apple ќе изголеми исто трошоци, гледате. Increasing the price, значи MacBooks, iPad-и, гледате ради ова Rising Memory and Storage Chip Costs. Да, значи ова е местено, намерно местено. Немаме, знаеш, готова меморија, нема, овие го користат за iCentri, не знам што. Они имаат, значи во количество е многу меморија, ама намерно се претага, да се зголемат цените. Нормално, гледате, за $100, за $150 ќе зголемувале. Значи, ја апсолутно Apple не планирам да купам, ќе си земам некој кинески телефон, поише Кина ми се свиѓа него ли. Тие особено сега Xiaomi, какви телефони имаат, мислам, тоа е ненормално добро. И тоа сигурно нема да земам некој телефон од 1000-1500 евра. Земам некој телефон до 500 евра, затоа што и тој ми врши работа, барем тоа што ми треба, со лејка камера има боле од iPhone, така да, тоа е тоа. Идемо дале. Гледате, Strategy announces Digital Credit Capital Framework, USD Reserve Policy, STRC Dividend Policy, Digital Credit MSTR Purchase Authorization and BTC Monetization Program. Значи, они се објавуваат све и свашто. Мислам дека кажа дека некои нови инструменти ќе ваделе за купувале пак биткоин, што значи да очекувате и исто така поголема продажба, нели, за да ги враќа парите. Тоа е тоа.
Тоа може да прочитате, гледате што има, како има, па кој е дивиденд полиси, па зголеми ја гледате. After July 1st 2026 тут 12%, претходно беше 11,5%, значи следно може во септември 13% ќе стане, па нека стане и 100%, па што има везе, па секој месец нека продава биткоин за враќа. Мислам кој ќе му порасте биткоин, ова многу ќе му се исплати, ама треба да почека, ама нормално место на работа. Сигурно, не знам, некој од Македонија, дори и ние као фирма, што имаме заедно со криптогуги, не можеме вакви глупости да правиме, нас прво банката нема ни дозволи, нели? Прво Македонија и во сива зона, така да. Секако немате дозволата. Ево исто беше Samsung, не знам кои се овие Hynix, and Micron suit over alleged DRAM price fixing amid record memory costs. Че гледате, они дури си лажирале, правеле дека помалце, не знам што, дека немало можат да стигнат. Они имаат лажирано, си се договорили и лажираат во цени. Че ја што кажам, они лажираат со цени и сега ги открили. Свееш дека лажираат. Тоа е тоа. Значи, лажираат, прават и после, на крај го јаде стапот народот. Секојаш на народот. Ајде, стапот на народот. Па добри, народот ќути, не знае, не гледа теории на заговор, не знае да направи основни заклучоци. Па тоа е тоа, затоа ќе го шупат овој народ. Не само Македонија, значи у цел свет ќе го шупат. Еве го ова. Само видим во Рсјуд на 25 јуни. 3 memory measures are illegally coordinating to restrict DRAM supply and inflate prices that the complaint says have risen roughly 700% за 4 години, човече. Намерно си се договориле не знам што и пораснали за 700%. И на крај го јаде стапот народот. И особено ние у Македонија, па ептен го јадеме стапот. Затоа што една графичка картица или RAM во Америка е поевтино него у Македонија. Дека ние го јадеме стапот со данок, со царина, со не знам што. Значи ние све најскапо купуваме. Ако нека ќути народот, нека ќути и нека го јаде стапот. Кога е ќутлив и кога све му одговара, треба у светот 700%, Македонија 1400% треба. Така треба да се прави. Чека, видиме, ова е истото гледате тука. Они си се договарат, си прават и после манипулираат со цени, лапаат повише и тоа е тоа. Ева не може да го отворам цело. Ова беше јако, дека нели Base на Coinbase, па они извадија, па Layer 2, па Ethereum ќе го потребувале, па користен, па meme coin, па не знам колку. Еве. Block production after roughly 2-hour mainnet halt. Значи имале проблем. Гледате, Layer 2 Base stall block production for about 2 hours Thursday after an invalid block triggered a consensus fall before the network recovered. Значи гледа, значи имале некоја грешка, баја и голема. Баја и голема и прекинал 2 сата не им работал нивниот мочан блокчейн. Layer 2. И ќе користиме ние Base, не знам, Coinbase. Кој Base? И тоа се ултра централизирани, еве ако земеме ултра централизирани се BNB, па нема паднато вака. И шо правиме? Значи кој е боле, Coinbase или Binance? Значи Binance е боле. Тоа е тоа. Овие еден Layer 2 не знаат да направат. Па ја да го правев, побој ќе го направев. Ова исто лудост во Америка. Гледате Illinois. Just pays to bill the taxes your crypto transfers е 0,2%. Значи, moving your own crypto, значи, ако од еден волет на друг волет го пратиш 0,2%, ќе те даночи. Овие болни ли се, бе? Ова му треба народот одма да бега од држава, да продаш таму, а пичку матер. Шо личи ова? Аме вика, who is subject to this 0.2% transfer tax? Illinois residents only. Residents. Вика, if you live outside Illinois, no transfer tax applies to you. You just need to track your cost basis.
Ете, гледате, ако праќаш на некој надвор од Илинојс, нема да го научи. Ама ти во Илинојс ќе те научи. Значи, дупење за нивниот народ на најако. Ако така не го продолжат, ја кажа, значи, сегни има овца народ. Малце позитивни вести. Само да ги отворам. Ајде, имаме прва вест. Гледате, Moody Ratings expands token integration engine with Alpha Ledger bringing credit intelligence on chain to Solana. Гледате, значи, token integration engine на Solana, гледате, making the first time Moody Ratings credit ratings can be integrated in machine readable and major public permissionless blockchain. Ете, значи, ова е некоја корпорација, каде што тие некои рейтинзи, гледате таму, ќе бидат на Solana блокчейнот. Тоа е, да ви кажам, топ. Што ќе бидат на... Мислам, позитивна информација, како и да е. Позитивна информација. Тоа е добро. Сега да не четам понатака, ама гледате за Solana позитивна информација. Ова исто, дека Тајван си прави крипто закон, кај што ќе лиценцира стейблкоини, претпоставам дека криптот исто ќе го внесе во закон. Most comprehensive crypto laws moving the to light touch registration to full financial supervisor of sector. Како и да е, позитивно за Тајван, ние во Македонија ќе чекаме. Ја кажувам, уште некои 10 години нека не носат закон. За мене тоа би било топ, мислам дека и за другите би било топ. Нема да ништо лиценцира да прават дона. Нека уживаат, значи нека се расправат со некои други работи, нека не го чепкаат криптото. Овие нека носат закони, па ние на крај ќе видиме како ќе превземеме од 50 држави закон. Ова беше исто, Russia Plan, септембр 2026, rollout of crypto market law, значи они исто гледате сакат да направат некој закон за крипто, со тоа што ќе воведат и дигитална рубља. Така да, едно добро, едно лошо, значи ќе компензираат кој ќе донесат. Нема што планираат со законот да ночење, нема некои нови информации, баш ме интересира дали колкав данок има на крипто профитот, што ќе го направат. Идеме тука, гледате, ваму Binance users nearly 26,000 биткоини за еден месец. Гледате, на Binance се купувало биткоин, ова е на јуни 18 објавено. Сега можда е смален или се плеат на Binance, ама како и да е, гледате, пак највише се трена на Binance и тоа е тоа. Значи, нема што се плашиме. Ова беше интересно исто. Solana Partners, 20 billion IPO bound Toast Bank for stablecoin remittance payments tokenization. Гледате, значи преку Toast Bank со Solana, лебо партнерство Solana, плаќања, токенизација, све и свашта ќе прават. Значи, гледате, Solana добро користена мрежа, иако се катастрофа, гледате, се одбираат некои такви банки. Јас никогаш не би одбрал Solana мрежа, ќе одберам некоја постабилна мрежа и да не ми биде до толку ефтина, значи ќе одберам некоја ми е стабилна, не ми е ефтина. Тоа како викаат, значи не за џабе викаа, што е скапо, вика тоа е добро. Значи го тргнеме по таа логика, Solana ефтина, значи е катастрофа. И стварно е катастрофа. Идеме дале. Ова беше јако. Денеско објавил Michael Saylor hints at another Bitcoin move for strategy buy or sell. Значи, он објавил, како сега тие помаранџестите, ама више не се знае дали ќе продаат, дали ќе купуваат. Значи, човекот е заебава сега. Гледате, there used to be a time when the cryptocurrency community became accustomed to receiving BTC hints from Michael Saylor on Sunday. Сега само за major Bitcoin acquisition on Monday. Ама сега buy или sell?
може и сел ќе биде утре, ама да не му се секирате. Значи, он продава, на крај после кој ќе купи пута 5 од тоа што продал. Но како и да он ќе стигне до милиони. Сега има и човекот за ебанци, сега мора да го разберете. Значи, мора маца да манипулира и он со маркетот и да ќари и од друга страна, не може само да купува биткоин. 100% и он го шорта маркетот кој ќе продаде и Wall Street кој ќе му се јават. 100%. Дека не е само он да продаде, Wall Street може да качува. Идеме дале. Swift blockchain ledger goes live with 17 banks and Chainlink CCIP and its interoperability layer. Значи Chainlink секако, значи Oracle сегде interoperability прави, значи тоа е невидено нешто со Chainlink. Очигледно е топ мрежа и би требало да си има и во портфолио ова. Сега ја не ви кажам многу да се чува во Chainlink, ама секако е добар коин и добар мрежа. Гледате, значи Swift блокчейн. Swift направиле блокчейн. Кој ќе користи овој блокчейн? Ја тоа не може да разберам. Се ја ако сакам да префрлам пари, ја да одам со Swift. И добро, не ќе завршат за брзо за ова зона, ама Swift да зима од мене пари. Не бе човек, кидам со друга мрежа, кидам со Cardano, кидам со Solana, кидам со Ethereum, ќе префрлам, со Bitcoin ќе префрлам пари. Нема да употребам Swift. Ама гледате, и они прават, значи они блокчейн, не знам што да бидат у шемата за земат они пари. Дека иначе они не направат блокчейн и не направат, или сега ќе каже ефтини трансакции, брзо, не знам што едноставно банки ќе имплементираат. И сега секој што праќал нели PP30 ќе напише или оние што се како се викаат за меѓународна размена ќе напише нели тоа што е барањето ќе опушти и Swift со блокчейн ќе се опушти и они ќе се лапат провизија. Бам. Кога до сега да не беше мала провизијата, може истото да остат. Немам таму колку беше за 500 денари или 400 денари, мислам дека беше. Сега има некоја сума, не знам сега, примерно до 50 евра е, примерно не знам 200 денари, до 100 евра е 300 денари, 400 или 500 денари, таму над 200, 300, 500 евра не е битно. Па нека го остават така, толку скапа нека биде за народот да се свести дека треба да користи прав блокчейн, нема му земе. Swift блокчейн, па еден децентрализиран у пичку матер. Само едно писики. Нема што да кажам. Идемо дале. Еве, Tom Lee, Bitmine adds 73 million in Ethereum model strategy dumps Bitcoin. Овој мислам дека минатата недела два пати купуваше Ethereum, гледате на јули 6 купил. Че тоа е пред 6 дена во понеделник. Мислам дека уште еднаш имаше купено оваа недела. Значи два пати мислам дека го купуваше. Човекот купува, се утепа од купување, се утепа. А замислете, у минус е 6 или 7 милиарди. И ќе дојде некој да ми каже, абе слушај, ја знаеш ова минус е, не иде ова крипто. Не иде, дечко, ова е 6 милиарди минус. Ова има да го утепаат ако не се врати Етериум кој што треба. И наши го бъде, абе знаеш, минус од $2,000, минус од 5,000. Нема да ме јебеш, бе, брат. И ти ако ти се тие пари што ти требаат, не знам што си ги ставам, значи прво тоа треба да научиш. Не се стават пари што ти требаат. Како и да е, дечко се утеп од купување, нема еднаш продава. Мислам дека и он на крај ќе почне да продава 100%, нема шанси само купува, нема шанси. И кога во исто ќе биде. Binance sets spot trading for strategy STRC prefer stock after 216 million Bitcoin sale. Че гледате на Binance може да купите STRC. И сега така ќе ви стигаат тие 12%. Не знам што ви кажам, за тоа не сум сигурен. Како ќе стигаат, што ќе се прави, како ќе се прави, али гледате дека објавуваат, значи вакви инструменти. И не е само вакви инструменти, токенизација на акции, на ова, све ќе иде на блокчейн. 24/7 ќе се треда. Нема ќе затвориме берзата, чекај паднале акциите повеќе од толку посто, ние ќе паузираме, ќе продолжиме за недела дена. Тоа живи глупости, значи по тоа се гледа дека има манипулирање. Нормално и биткоин, све манипулирано. Тоа више нема нешто што не се манипулира. Идеме дале. Iran trade fire in the largest escalation since peace deal. На јули 9 гледате. Trade fire in largest escalation since peace deal. Пак ќе се напаѓа,
Нема да се напаѓаат, не знам што ќе биде. Катастрофа. Катастрофа, манипулации не види. Ова треба да стои во негативна веста, не во позитивна веста, ама сум ја заборал како да е. Ајде да отвориме другите вести понатаму. Ајде нека се ладираат. Ова, нели, која постојано кога вие пак се удрија таму, па не знам што ќе се маваат, вакво нафтата отиде за 6% нагоре, кај нас мислам дека не аномалија ја зголемија, па не знам, такво нешто беше и мислам го последните 3 недели ја зголемува. Мислам, ние идеме скрос обратно, тоа е катастрофа. Али како и да е, гледате, нафтата нагоре надоле си манипулираат со цената и тоа е тоа. Metaplanet, ова беше јако пред 2 недели, Metaplanet buys another 170 милиони од биткоин expanding treasury to 43,000 биткоини. Значи и Metaplanet само купуваат. И сега знам дека има и они некој инструмент извадено, како MicroStrategy, ама не сум сигурен, мислам дека има извадено некој инструмент. И се исто со тој инструмент ќе може луѓето да собираат пари да купуваат биткоин, па на крај кој ќе им требаат пари да продаваат биткоин. И тоа е тоа, ќе се прават манипулации на маркетот. Ова исто, Robinhood rolls out public blockchain as it expands deeper into crypto. Значи, гледайте, само блокчейн, ние ќе вадиме блокчейн. Нема што користиме на некој друг блокчейн, од наш блокчейн ќе вадиме. Ја кажам, значи за она више со стейблкоините, баба ми ја тера моментално да вади стейблкоин, а за блокчейн ја ќе извам блокчейн и ќе имаме native стейблкоин и блокчейн. Македонски, тоа мој. На шо личи бе ова? Non-stop блокчейн. Тоа намерно вада блокчейн за сите крипто физ, све што е да оди за нивни джеб и да не користат некој паблик блокчейн, например Ethereum, Cardano, што било. Вакви компании и на крај после, нели, кога нема да работи, кога нешто ќе се деси, па не работи, па нормално нема да е децентрализирано, све ќе биде централизирано. Идеме дале. Ова, OpenUSD, како што кажам, уште баба ми остана да извади. Баба ми заедно со мајка ми да извадат вакво OpenUSD, да се здружат. И ќе го крстиме MacUSD. Македонија USD. Гледате, OpenUSD, Visa, BlackRock, Coinbase, не знам што, ќе ваде сега нивни USD. А BlackRock више има USDC преку Circle. Замислете, сегде има замешано раце BlackRock. Сегде. И они сега ќе вадат OpenUSD, па тоа ќе биде најпознат, па бекапирано од јаки фирми, не може да пропадне, не знам што вамо таму. Нормално на тој муабет ќе се вадат. Ево, ова мислам дека беше истото. Layer 2 mainnet, plans, mainnet, launched Robinhood chain, an arbiter-based layer 2. Се гледате, mainnet Robinhood chain, они викаат блокчейн, ама тој ќе биде на arbiter-based layer 2. Значи, лудница. Сите да се извадат нивни. Значи, сепак ќе биде на Ethereum, уствари. $, стейблкоин. Еве исто извадиле ваква Robinhood Earn, децентрализиран финансиски продукт. Како да не бе децентрализиран? Ја тоа не верувам кој ќе ми каже некој за Robinhood, каде што ќе давале реturn од околу 7%, што не е лошо, одлично, 7%. Па, немаш грел. На $100,000 ќе земеш $7,000. На $100,000 да земеш стан у Скопје, ќе зимаш 3,000 евра преку сила ќе зимаш кирија годишно. Што значи дека боли да ги ставиш на Robinhood Earn. Шо ви кажам? MetaMask unveils all-in-one money account offering users up to 4% API on MUSD holding. Значи, гледате, MUSD има сега и они дава 4%. Овие ќе се тепаат не 4%, 7, 8, 10% има да даваат. Тоа се ненормален добар процент. Затоа и тој Clarity Act треба више да го поминат. Ја и утри лепене кога топ банките. Мислам, тоа е договорено со банките. Секако банките ќе се извадат
како се вика, stablecoin, ќе се извадат банките на крај ќе си нудат ваква, ќе живеат од тие фис. Нормално, тие фис со они што ќе ги прават банките, на тебе ќе ти даде после 6, 7, 8% и ти ќе вика, ние ги зејаваме банките, па ствари банките му го зачукале на народот. Тоа е тоа. Јеби га. Ова, само видам, on digital credit, нема што беше мамо, мислам дека с големија, кој што беше тука на 12%, да, 12%, големија. Не, тоа е добро за народот, ама не ми се свија оние STRC, замисли ти го купиш на 100, ти падне 85, джабе он ти дава 12%, не може парите да ги врати. За strategy selling over 3 billion in Bitcoin could better restore confidence. Замисли, не знам овој кој го имаше кажано, овој Зах Пандал, не знам кој овој. Strategy selling more than 3 billion in BTC could be more effective in restoring confidence. Ја мајката. Па 3 милиарди овие го продаат, пичку матерно ќе биде за конфиденс на народот. Ама пак ќе кажам, они може да продаат и 30 милиарди и се сите да стават дека ќе оди надоле криптото, ова ќе оди нагоре. Значи тоа све зависи од кладењето и од волста. Овој Restore Confidence 3 милиарди. Болje не продава 3 милиарди, нека продава после bull market, а не сега да ми го шупи маркетот. Заедно со Трамп, 100% Трамп му јавува да продава. Grant Cardone says he will keep buying Bitcoin using real estate cash flows. И не само Grant Cardone, доку и брат му, не би текно како си каже тој Cardone, двајцата купуваат крипто, ама ненормално многу крипто купуваат. Особено биткоин. Че се утепуваат од купување биткоин. Се утепуваат. Гледате, CEO of Capital Cardone Capital used this week crypto slide to restate the case of his Bitcoin and property model, saying the structure is designed to keep buying as prices fall. Гледате, си направило некоја шема, допаѓаат цените, он да купува. Одлично, така треба. Така треба. Да купува the largest crypto this week. Како и да е, човекот ќе купува. Он ќе има. Cardone Capital held roughly 200 милиони во биткоин. Одлично. 200 милиони во биткоин држи. Браво. Браво, и кажува дека ќе купува, ама некој од Македонија ќе каже, абе слушај, биткоин отиде. Значи и Грант Кардон ќе отиде и брат му заедно. У 3 лепе. Гледате, Tom Lee Bitmain to join Russell 1000. Russell 1000 ви се 1000 послаби компании. Не најаки компании, нели, како S&P 500, туку Russell 1000 послаби компании. Гледате, Ethereum staking 4,88 милиони Ethereum стейк. Тоа е ненормално. Он кажа, мислам дека дневно зема по 1 милион од стейкање. Од стейкање, замисли, по 1 милион да зимаш. Ненормална работа. И нормално Russell 1000. Ти замисли кој ќе порасне Ethereum-от, ќе го примат у S&P 500, тоа 100%. Sui launches gasless stablecoin transfer, simplifying global payments infrastructure. Значи, гледате, gasless stablecoin transfer. Значи, без да плаќате трошоци на мрежата, ќе може да праќате стейблкоини преку SUI. Овие SUI за мене се повише FUI него ли SUI, ама тоа е кој ги сака Америка, тоа е тоа. Гледате, this means stablecoin transfer fees are now $0 on the SUI network. Значи, гледате, сакат да привлечат луѓе да користат нивната мрежа. Кога ќе користат нивната мрежа, нема праќаат они само стабилни коини, ќе праќаат и крипто, нормално е тоа, и они од тоа ќе живеат. Гледате, this feature launches with support for stable coins including USD SUI, SUI USD, AUSD, FDUSD, USDB, USDC and USDY. Не ги не знам половија на кои припаѓаат, ама иде така нека биде.
Japan's nationwide business corporate pension fund to allocate 1% of assets to crypto, report says. Гледайте, во Јапонија оној национален пензиски фонд 1% ќе има во крипто. Во Јапонија правиме муавет. А ние туку во Македонија викаме, абе ќе пропадне криптото и биткоинот нема више да постои. Па сигурно и овие од Јапонија будали, па ако им пропадне, па леле без пензии ќе останат. Ние и онака ќе останеме без пензии. Кај нас најболи е сите пари што ги има фондото у биткоин да ги стави за да има пензии. Кај нас и онака ќе нема пензии, ќе претакаат сега, ќе прават таму промените што ги правеа сега моментално до 70 години ги кидете. На работа, ама некој ќе каже ќе се пензионирам на 64. Да. На 64 ќе се пензионираш, ама ќе ти пресмета на тебе ти е рок во Македонија рок на живење 80 години, ако он се пензионира на 64, значи тоа се 8 години плюс 8 нели од рокот, упола ќе му смалиме пензијата. И на крај ти пак ќе одиш до 70 години. Затоа што пензискиот фонд нема пари. И плюс некои од тие ставките сега моментално се променети да се плаќа повише за пензија. Значи не знам таму тие негови ставки што се плаќа нели према државата, сега ќе се намали една ставка за повише да иде во пензискиот фонд. Јеби решение. Зашто не купат биткоин? И према за 20-30 години кој ќе треба или еве 40 нека биде за луѓе кои треба да се иде во пензија, од биткоин ќе направат еден тон пари. А таа го им текнува, треба мене ме стават главен на пензискиот фонд, ја можда сите пари нема ги ставам во биткоин, ама да ја ставам 50% од тоа во биткоин, не размислувам. Ама тоа е тоа. Таму работеле брокери, они инвестирале, седете мирни бе, инвестирате, врска немаат, само делат награди од сумата што се уплаќа на пензиските фондови. И гледате Јапонија 1%, одлично. Гледате, Fastest Managers to Cryptocurrency, одлично, нека става, не 1%, 10 нека става. MoneyGram join Solana developer platform. Гледате, MoneyGram со Solana, значи сите со Solana ќе прави. Ќе бати мрежа, и кој ќе ви падне со кога ќе правите. Ама гледате позитивно вест за Solana. Гледате, joins global institutions like Mastercard, WorldPay and Western Union on SDP, a ready API-driven platform to enterprise and financial institutions to design, build and scale compliant financial products on Solana. Ке градат продукти на Solana. Ја никад не би градал на Solana, ама тоа е тоа. Franklin Templeton launches dedicated crypto division after closing 250 digital acquisition. Добро, ви не знам што е ово. On-chain product suite is planning for the past year. Гледате, tokenized assets, Franklin Templeton, од 768 милиони на 2,5 милиарди. Лудница. Гледате, launches дивизија за крипто, а затворил 250. Лудница. И некој ќе каже, бе слушајте, крипто глупости. Овие дивизија отвараат за крипто глупости, ќе ги бркаат на крај луѓето. Лудница, не знам што да кажам. Ово кажав, native UTXOS on Ethereum. Битно беше најдобрата мрежа, белото мече, не знам како ги викаат, нели таму, со таа имињата. Заштитено, Wall Street све на нив. Па што се движите кон Cardano? Ама тоа е. Само да ги дотворам и овие. Ова беше најав. Some of Trump's 1.5 billion crypto jackpot comes via pipeline. Че гледате он, само 1,4 милиарди пријавил човек. Голема работа. 1,4 милиарди. Кој ја да кажам, сум заработил 500 денара. Така го кажува.
И тоа не му е 1,4 милиарди. Мислам дека богатството му беше зголемено за 8 или за 9 милиарди за година дена го имаше зголемено. 1,4 милиарди само од крипто направил човекот. И како викаше на едно од видеата, вика растат вика акциите, расте све, вика јас сум паметен човек. Раста, ти имаш вика акции? Немаше. Па нормално за тебе не расте, вика за мене расте. Ето за него криптото расте, за мене и за нас. Сите што имаме криптото паѓа. Ама за човекот расте. Значи очигледно не знаеме што да правиме или ние. Не е дедо онда ни каже, слушај, стави криптото на шорт тука пута 20, правите пари. Сега стави го на лонг, правите пари на пута 20. И да правиме 100 милиона у 30 дена. Што да кажам? Значи он у 30 дена правил по, како ќе му испадне, по 110 милиона правил у 30 дена. Многу способен е човекот за крипто, бе. Само он пари направи. Ние не способни, мора да чекаме он да му се задоволи егото од манипулирање од прање пари, па да каже, ајде сега може да расте. И он со растот од 1,4 милиарди има да направи 140 милиарди. Говедо, тоа е. Скапаница. Нема што да кажам. Гледат, iShares, Bitcoin, Premium Income ETF. Значи, вие сега ќе правеле Bitcoin Premium Income ETF, каде што ќе давале процент од биткоин. Сега они не знам како ќе го прават, што ќе прават, ама ќе имало процент, само не знам колкав ќе биде процентот. Тоа не можам да прочитам баш. Али битно ќе има повраток на биткоин. Затоа што нели сите зборе, нема повраток од биткоин, нема не може да како ти ќе добиеш повраток, не знам што. Ќе си направи BlackRock како да има инкам на биткоин. И ќе имате на биткоин инкам. И тоа е најврв. Само што ќе мора на BlackRock да му ги дадете парите. Значи BlackRock на вас ќе прави пари, на вас ќе ви даде процент. Ама битно дека ќе има инками од биткоин. Гледат, они прават премиум инкам ETF и нормално ова за нас у Македонија 100% кузне какви ќе бидат процедурите за ние купиме, и да прашаме во која било брокерска куќа, знаеш ли што е тоа Bitcoin Premium Income ETF на iShares, бита, знаете ли што е тоа? Они ќе течко, што е тоа бе, глупости спориш ти. Ние можеме да го сакаш акција да ти купиме и тоа се кузне колкав процент. Катастрофа. Еве Трамп, ова на 17 јуни. Мислам дека ова тука нешто збореше that every time we talked about peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. Значи, гледаш, он секојаш, ова баш го земав, секојаш кога он зборел, дека маркетот, секојаш кога збореле, нели, за примирие, маркетот летал нагоре, не знам, правеле пари, никош не отиде надоле, значи, човекот си збори, гледа го малку. It's more brilliant than anybody there is. Including the people on the stage, other than me, of course. We are going to most likely sign a deal. Не е битно сега за делот објаснува, ама битно, он секојаш кога збора да за примирие, маркетот расте. Кој е магаре, човек? Кој е магаре, значи, манипулативно. Катастрофа. Ево, BlackRock, CEO said American Savings and Investments will fund data centers, new power infrastructure. Ево магаре, исто го имаше кажуван дека со парите на народот, со нивните пари што ги со нивните инвестиции и со нели како се вика заштедите, устари сите дата центри, AI центри што ќе се прават, ќе го финансира народот. Нормално дека народот ќе финансира. Имало не знам колку трилиони долари на пензиските фондови, на оние нели акаунти што чуваат пари. Гледај, will be used to fund the construction of new data centers and power infrastructure. Одлично. Само да видам акаунт со
often used for retirement savings, no fixed interest savings accounts available at banks. Which looking to find out. Си имаат начин, ќе им ги земат парите, ќе им ги искористат на крај и тоа е тоа. Ќе си плати народот, како викаат, секојаш на крај народот го јаде стапот. И еве го, овој директно у лице кажува дека народот ќе го јаде стапот. Дека ќе му земат парите и ќе прават од нив. Ќе им дадат некој ретрн, овие ќе чуваат таму 40, 50, 60 години, после процедури има за ги извадат, не знам што и тоа е тоа. Видиме, гледате тука, Nasdaq adopts new fast entry rule for the Nasdaq 100 index. Ево беше јако, каде што за да го стават SpaceX да биде во Nasdaq стотка, они си направиле као нови правила како да те примат на Nasdaq стотка. Значи некои нови правила, за други не важеле, ама кога требало SpaceX, они ги смениле правилата како да се внесе. И гледај, Nasdaq updated methodology which will be effective on May 1st, 2026. New fast entry rule за кој излезе SpaceX да остават во Nasdaq стотка. За може да се тргува затоа што нели многу пари направи и со тоа ќе се зголеми нели акцијата на Nasdaq стотка. Што да ви кажам? И после некој ми кажа, ма слушај, порегулирано е Nasdaq, знаете, не може да ве украдат, не стават они така компании, они ги гледат, ги евалуираат. Да бе, многу е евалуирале SpaceX. Така не ме дупат таму. SpaceX, нова компанија излага, ние ќе ставиме одма и ќе смениме fast entry рулот и нема гајле. Пиштиме, чао, пријат. Ама битно ќе кажат, ама слушај, крипто се манипулира. Ама Nasdaq и S&P 500 ич не се манипулира. Ама ич. Најдобро само таму парите да ги ставиш. Катастрофа. Па најболи е крипто да имаш, бе. Види ги овие што прават. Те прави будала. И ова не го знае секој. Јас ова го начекав случајно, затоа што еден тон информации следам дневно, го начекав. Nasdaq adopts new fast entry rule for the Nasdaq 100 index. Што да кажам? И не само за SpaceX. Мислам дека и за OpenAI ќе важи и за Anthropic. Што не се менуваат, рулови бам ќе влезе, тоа готово, Nasdaq 100 се качува. Тоа највештачко нешто Nasdaq. И S&P 500. Катастрофа не видя. Ева беше јако. Companies with low floats now receive an artificial multiply national weighting of up to 3 puta in order to secure their place on the index. Како може овака? Катастрофа, гледа. Кај што чекале не знам колку денови, а сега mega cap companies to enter the Nasdaq 100 after just 15 trading days of public trading. Лично, значи, ова направено за новите компании сега што ќе влезат, затоа што знаат дека многу пари ќе направат и нормално кои ќе внесат Nasdaq стоки се зголеми. Тоа е тоа. Да видим уште нафтата што прави за денеска. Да паднал. Кај нас во Македонија 100% утре ќе каже дека се зголемува нафтата. Што може да каже друго? Вамо за 1%. Ние таа што земе за 0,40 скоро. Тоа е тоа. Тоа е тоа, дечки, во однос на вести. Што ви кажам, дечки, само видам нешто тука што сам ви објаснам уште една работа за платформата ја што извадив. Што ви ја покажав, не ви покажам како може да минтате токени.
Значи ќе си отидете на Mint My Token Today. Ќе си отидете во Mint My Token, тука имате токен name. Напред ќе ставите, не е битно, јас сакам мојот токен да се вика Кингот, сакам KNG да ми биде. И Total Supply, па ја ставам 100 милиарди сакам да биде Total Supply. Не, тоа се 100 милиони. Чекај, не можам више ги избрам. Една милиарда, 10 милиарди, 100 милиарди сакам да бидат. Децимали не ќам да има, затоа што ми се многу токени. Дескрипција на токенот не ми треба. Сакам, пример, токенот да ми стигне на на оваа адреса го сакам. Копи на оваа адреса. Идеме paste. Тука нормално ги си прочитате terms and conditions, јас си ги знам. Мојот идам continue, не ќам да има слика на мојот токен, идам network, нормално ова е, гледате supply 100 милиарди, KNG, гледате ова. Како ви одите и го спојувате волетот, ја користам Eternal Wallet, и само одам sign and mint токен, ќе ми се отвори Eternal Cardano волетот, само се лоадира, не знам зашто малце заглавува на 77%. Си пишувам пасворд. Вајде ќе го погодам. Идам sign. Токен minted, може да го видите на Cardano Explorer. Јас ќе си го почекам ваму. Ова треба да се синхронизира. Syncing for 15 seconds. Добро. Ја би требало да го добијам во асети самиот токен. Зашто ништо не е синхронизирано на волетов, не ми е јасно. 3,3, гледате, мене ми останале само 3,3 ада, нормално го плативме минтањето. Во асети, гледате, имам више KNG токен, кај што имам амаунт од 100 милиарди. И понатаму овој токен ќе, нели, можам да направам со него што било, па да му направам и пол, па liquidity, па го продам, па се купува, нели, и слични работи со самиот токен, како што пишав и во самата група што може да правите со токенот. И тоа е тоа, мислам дека саат и 13 минути е доволно, така да, дечки, уживајте во видеото и се слушаме во наредна прилика.